Ново утро по кобната вечер и тешкиот ден. Кочани во Молки тага по трагедијата во која животот го загубија 59 лица, а над 150 повредени се згрижени во земјава и странство. Ако во текот на вчерашниот ден сведочевме на шок, огромна болка и неверување по катастрофалниот пожар во дискоклубот, денес по ужасните свидоштва и страотната гледка, граѓаните почнуваат да се организираат за протест. Врие на социјалните мрежи, се споделуваат фотографии од настраданите, се пишуваат последни зборови, се палат свеќи на плоштадите. Во спомен на жртвите од трагичната несреќа во Кочани, од денеска е 7-дневна жалост на територија на цела држава. Националното знаме на земјава денеска ќе се вее на половина копие. Ваквата одлука беше донесена на вчерашната вонредна владина седница по трагичниот настан што се случи вчера наутро во дискотеката Пулс. Проширен е и тимот на обвинители за истрагата на несреќата во Кочани. Увидот на лице место продолжува. Од обвинителството утринава информираа дека во тек се рочиштата за определување притвори за лицата осомничени за случајот со пожарот во дискотеката во Кочани. За случајот досега се сослушани над 20 лица, а за 11 обвинителството поведе постапка за проверка. Од нив за 8 лица веќе е поднесен предлог за краткотраен притвор, додека останатите 3 се уште се хоспитализирани во потешка здравствена состојба. Само 2 пациенти со стабилна состојба се лекуваат во Штипската клиничка болница, информираа во писмено соопштение утринава од болницата во Штип. По вчерашна тријажа и координација со кризен штаб од Скопје во вечерните часови, пациентите од несреќата во Кочани кои беа хоспитализирани во болницата во Штип се транспортирани во клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Транспортот на сите пациенти помина безбедно, се вели во писменото соопштение. Но со уште поголемо внимание се следи здравствената состојба на повеќе од 20 најтешко повредени кои од синоќ се транспортирани во болниците во соседните земји. И додека надлежните институции ги истражуваат сите аспекти кои придонеле за огромната трагедија, утеха за семејствата на загинатите нема. Според досегашната истрага на институциите, во дискотеката немало хидрантска мрежа и доволно ПП апарати. Во неа противзаконски биле користени пиротехнички материјали, немала ниту легална лиценца за работа и не бил склучен писмен договор меѓу организаторот и групата што настапувала.